Ако е прашањето колку е ефективна одбраната во кривичните постапки по новиот закон, мојот одговор би бил лошо, тешко најмногу за одбраната. Внимателно го прочитав овој материјал, книгата, поделен е на 15 глави. Главно се обработени сите оние права на одбраната што има во кривичната постапка. Некои се постари, веќе преземени од претходниот закон, од претходните постапки, некои се нови што сега тек треба да се работи со нив, да се размислува за нив, да се дебатира, па и да се предлагат и измени ако треба, кога ќе има на законот. И така натаму. Да почнам со една вака, во статистичкиот дел авторот беше многу одушевен, тоа се препознава така, како тоа го напише, од еден податок дека обвинителството е успешен, добива осудителни пресуди во 93% од случаите, што значи 93% од обвиненијата се успешни, добива осудителни пресуди. Професорот Калајджиев беше многу изненаден од тоа, да ме прашаше мене, јас ќе му кажев дека мојата информација беше дека се 95% успешноста на обвиненијата на обвинителството, барем толку мислам дека беше во основното јавно обвинителство Скопје, кога сум ги пишувал јас извештаите некогаш. Од тоа околу 2% беа ослободителни пресуди, околу 3% одбивателни пресуди, онака што самиот обвинител се откажува или пак оштетените кога треба да имаат право да се откажат и така натаму. А сега со новиот закон, предпоставувам, после 5-6 години, кој ќе правиме анализа, веројатно ќе биде уште подобар овој резултат на обвинителството, ако се разбира се имат во предвид оние постапки за спогодување и така натаму. Јас така неколку само работи ќе напомнам, иначе сигурно дека вие сите ќе погледате книгата, ќе ја прочитате, ќе можете така повнимателно да се побавите со тоа прашање. Меѓутоа неколку работи, да речеме, што доста го привлекло вниманието на авторите, спремноста на бранителот според новиот закон да ја води истрагата практично и да се грижи за прибавување докази во полза на обвинетиот. Тоа до сега беше така доста ретко во стариот, според старата постапка. Во новиот тоа треба да биде правило, меѓутоа тука еднаквоста на оружјата се воопшто тој принцип не е запазен, затоа што знаете, обвинителот ја има целата држава позади себе, а одбраната еден обвинет и можеби еден адвокат со крајно ограничени ресурси, многу тешко може да се спротивстави на ресурсите на државата, на обвинителството и да прибере докази за своја ефикасна одбрана. Тоа мислам дека ќе биде еден од најголемите проблеми што одбраната ќе има во кривичната постапка во Република Македонија. Сигурно дека се гледа веќе од далеку дека она што беше и првата идеја водилка за менување на стариот закон за кривична постапка, а тоа беше времетрењето на постапката, крадењето на постапката. Со овој закон ќе се добие, тоа сум сигурен. Ако се гледа просекот на постапките, веќе и сега дека, затоа што има многу постапки на спогодување, има многу казнени налози, така да еден релативно мал број на предмети оди на судење, кое што зависно од секако нели веќе се крати оној период што истражниот судија го имаше скоро неограничен, нели, за да си ја работи истрагата. Така да
сигурно е дека тоа ќе се добие. Значи, кратењето на време, траењето на постапката сигурно се добива и се добива сигурно една полоша ситуација, полоша состојба за одбраната и за обвинетиот, и тоа е сигурно. За другите работи ќе видиме понатаму, ќе анализираме спогодувањето кој што практично од аспект сега на бранител ќе ви кажам дека повеќе личи на уцена од страна на обвинителството, затоа што спогодбата ја нуди обвинителот, кажува колку, што нуди и тоа е тоа. И имаш, одбраната има take it or leave it, ништо друго. А од друга страна, со оние правилата новите за ублажување на кривичните санкции, не е ни толку голем ни оној распон што може да се направи при намалување на казните, и имаме една многу тешка ситуација и мислам дека многу брзо нашите казнено-поправни установи ќе бидат веќе преполни и слично како оној термин од здравството што беше оној мој термин, ќе се бара најверојатно многу брзо за година-две веќе и ќе треба мој термин да се уведува и за издржување на казните затвор, затоа што се навистина веќе се изрекуваат високи затворски казни кои што не се често оправдани. Од друга страна и новите кривични дела кои што се воведуваат се исто така со несразмерно многу чудно за сите нас малку постарите поставени затворските казни.